Глава 9. Тогаш тој влезе во еден кораб, се врати назад и пристигна во својот град. И ете донесоа кај него еден фатен, положен на постела. Па кога ја виде Исус нивната вера, на фатениот му рече: Не плаши се, чедо. Ти се простуваат гревовите твои. Тогаш некои од книжниците си рекоа во себе: Овој богохулствува. А Исус ги разбра нивните мисли и им рече: Зошто мислите лошо во срцата ваши? Или што е полесно, да кажам, ти се простуваат гревовите твои, или да кажам, стани и оди? Но да знаете, дека Синот човечки има власт на земјата да проштева гревови. Тогаш му рече на фатениот: Стани, земи си ја постелата и оди си дома. И тој стана, ја зеде постелата своја и си отиде дома. А народот, кога го виде тоа, се зачуди и го прослави Бога, кој им даде таква власт на луѓето. А кога си одеше оттаму, Исус виде еден човек по име Матеј како седи во даночницата и му рече: Врви по мене. И тој стана и тргна по него. И кога седеше Исус на трпеза дома, одеднаш мнозина даночници и грешници дојдоа и седнаа до него и до учениците негови. Но штом го видоа тоа фарисеите, им рекоа на учениците негови: Зошто вашиот учител јаде и пие со даночници и грешници? А Исус, кога го чу тоа, им рече: Здравите немаат потреба од лекар, туку болните. Одете и научете се што значи милост сакам, а не жртва. Зашто не дојдов да ги повикам праведниците, туку грешниците на покаяние. Тогаш кај него дојдоа учениците Јованови и рекоа: Зошто ние и фарисеите постиме многу, а твоите ученици не постат? А Исус им рече: Зар можат сватовите да бидат нажалени додека е со нив младоженецот? Но ќе дојде време кога младоженецот ќе се оттргне од нив, па тогаш и тие ќе постат. Никој не крпи стара облека со нова крпа, зашто таа ќе се отшие од старото и отворот ќе биде поголем. Ниту пак се става ново вино во стари мевови, инаку мевовите ќе напукнат и виното ќе истече и мевовите ќе пропаднат. Туку ново вино се става во нови мевови, па така ќе се запази и едното и другото. Додека тој им говореше за тоа, ете еден началник се приближи до него, му се поклонуваше и велеше: Ќерка ми што туку умре, туку дојди, положи ја раката своја над неа и таа ќе оживее. И како стана Исус, тргна по него заедно со учениците своји. И ете, една жена која беше страдала 12 години од крвавење се приближи одзади и се допре до крајот на облеката негова. Зашто си велеше: Само ако се допрам до облеката негова, ќе оздравам. А Исус, штом се заврати и ја виде, рече: Не плаши се, ќерко, верата твоја те спаси. И оздраве жената во тој час. И кога дојде Исус во куќата на началникот и ги виде свирачите и народот ожалостени, им рече: Излезете надвор, зашто девојката не е умрена, туку спие. А тие му се подсмеваа. Но штом го истера народот, тој влезе и ја фати девојката за рака и таа стана. И се расчу тоа по целиот тој крај. А кога Исус си одеше оттаму, тргнаа по него двајца слепи и викаа: Смилувајни се, Исусе, сине Давидов. А штом дојде в куќи, слепите се приближија до него. И Исус им рече: Верувате ли дека можам да го направам тоа? Тие му рекоа: Да, Господи. Тогаш се допре до очите нивни и рече: Нека ви биде според верата ваша. И очите им се отворија, а Исус им заповеда строго: Гледајте, никој да не дознае. А тие што ми излегоа, разгласија за него по целата земја. Додека тие излегуваа, ете кај него доведоа еден човек нем и обземен од зол дух. По изгонувањето на злиот дух, немиот проговори. А народот се чудеше и говореше:
Никогаш такво нешто не станало во Израил. А фарисеите велеа: тој ги изгонува злите духови со силата на началникот на ѓаволите. И одеше Исус по сите градови и села и поучуваше по нивните синагоги, го проповедаше Евангелието за царството и лекуваше секаква болест и немоќ. А штом виде многу народ, се сожали зашто беа изморени и безпомошни како овци без пастир. Тогаш им рече на своите ученици: Жетвата е голема, а работници има малку. Затоа молете го Господарот на жетвата да испрати работници на својата жетва.